Почитувани граѓани, почитувани новинари, ДПМН не е ништо освен криминална партија која действува на штета на граѓаните и на државата. Последен доказ за тоа е случајот на Европската канцеларија за борба против измама ОЛАФ, која констатирала неправилности и сега препорачува државата да ги врати парите. Станува збор за проект од 2015 година вреден 660.000 евра за софтвер во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Во тој период министер во ресорното министерство е Михаел Цветков, а премиер на таа влада, предводена од ДПМН, е Никола Груевски. Во таа влада советник за енергетика бил сегашниот шеф на ДПМН Христијан Мицковски. ДПМН и поединци од таа партија, освен што краделе од граѓаните, правеле проневери и со пари од европските фондови. Почитувани, актуелното раководство на Министерството за земјоделство до надлежното обвинителство достави конкретен предмет со конкретни правни дејства. Апелираме обвинителството за гонење организиран криминал да постапи по овој случај и низ законска, судска постапка да бидат санкционирани сите за кои ќе се докаже дека се виновни, а потоа и парите да бидат вратени. Овој случај на криминал, освен што го има оштетено државниот буџет, фрла дамка и врз репутација на нашата држава, која последниве години е лидер во регионот во искористеноста на средствата од ИПАРД програмите. Одговорност за секој криминал мора да има. Ви благодарам.